Каков спорт се трките во планинско трчање? Трките во планинско трчање се комбинација на трчање на долги дистанци, класичен атлетски маратон и планинарење. Тие се одвиваат во природна средина и заради тоа се наречени планинско трчање. На колку километри се трча? Се трча од 15 па се до 300 километри. Во принцип трките се рутите се со должини од 20 на километри, од 40 на 80, 100, 120, 170, односно 100 мили. И понатаму 200-300 километри во неколку денови што се одржуваат. Од кога почна да се организираат трки во планинско трчање во земјава и кажете ми нешто повеќе за Трекс? Значи, од 2011 година некаде екипата на Трекс практично учествува во организација на овие трки. Се започна со трката Крали Марко во Прилеп. Подоцна во 2014 практично формално се оформува здруженијето. Број околу 40 членови кои што активно работат низ текот на целата година, активно работат на повеќе проекти значи на трки кои што ги организираме на различни локации во Македонија. Имаат за цел трките да привлечат што повеќе број на луѓе на еден поинаков спортско-рекреативен настан и да ги натераат да го практикуваат планинското трчање, односно трчањето во природа, да бидат активни и да одвојат едно поголемо време од своето секојдневие за да се припремат за тие трки. До сега имаме значи од 2011 па наваму, до сега имаме организирано повеќе трки, значи имаме околу 4 кои што активно ги организираме во текот на една година. Значи тоа се Водно матка во Скопје, Охрид трейл во Охрид, Крали Марко трейл во Прилеп и Струмина трейл во Штип. Имаме и помали трки кои што се како што е Церипашина, таа ја одржуваме во зимски услови на Попова шапка. Која од овие трки ви е најголем предизвик? За организација или за Општо за се за организација секоја трка е сама приказна сама по себе. Значи навистина не е едноставна работа да се организира било каков спортски настан, а не па некој што е во планина и на изложен на такви услови. И изгора на тоа, кој ќе ти доат уште 3-400 луѓе од различни делови на светот, навистина е голем предизвик да се организира, меѓутоа и големо задоволство. Ние сме сите 100% значи од здруженијето, сме и активни тркачи. Одиме во други држави, се дружиме, го промовираме планинското трчање и промовираме нашата држава како добра локација за планинско трчање. И тоа е тоа. Кои се бенефициите од овој спорт? Може да ни ги објасните? Па како и од секој спорт, пред се зголемено придонес кон подобро здравје. Трчањето и спортските активности ги подобруваат кардиоваскуларните својства на организмот и секој што се занимава со трчање делува и изгледа поздраво. А додека престојот во планина влијае на менталното здравје и кога ќе се искомбинираат двете работи, мислам подобра предност од тоа не може да има. Опишете вашата идеална трка детално, тука да ги вклучиме и локацијата, климата, теренот и време трењето. Не знам, за мене идеална трка е таа што организираме во Охрид. Не знам што да додам за локацијата за Охридскиот регион, за мене е еден од најубавите во светот и познавајќи го регион, познавајќи ги патеките таму, секогаш ми е предизвик како да трчам самиот лично, така и да бидам дел од организација која ќе ми овозможи на што поголем број луѓе да учествуваат и да го споделиме истото искуство. Со какви предизвици се соочувате во овој спорт и колку е опасно?
не се смета значи за екстремен спорт. Дефинитивно, и тоа може да сите тркачи да бидат изложени на екстремни услови. Значи сето тоа е дел од играта, значи бидејќи самите патеки понекогаш одат и на високи врвови, во варијабилни временски услови, значи секој учесник треба да биде добро подготвен за тие предизвици. Задолжителна опрема имаме која што мора секој учесник исто така да ја поседува, значи таа подразбира добра водонепропуслива јакна, за некои трки имаме ракавици, капа, астрофолија, односно фолија за доколку не е во можност да се движи, да може да се замоти и да ја одржи температурата. Мобилен телефон е секогаш задолжителна алатка, значи мораме да имаме добра секогаш комуникација со и ние како организатори и тркачите према нас. Така да овие се работи кои што буквално на секоја трка во светски рамки се на некој начин унифицирани. Може да додам јас нешто. Значи главниот предизвик е, како што спомнав и претходно, да се себе надменеш. Во смисла, трките траат од неколку часови па до неколку денови. За да можеш тоа да го издржиш, треба да се подготвуваш неколку месеци, но и години, зависи претходно. Кој начин вежбата? Па, како и во секој спорт има периодизација и систематизација на тренингот, каде што се симулира тоа што треба да се случи за време на трката, дали било од карактерот и типот на теренот, па до оптеретувањата на организмот кои што треба да ги поднесеш за време на трките. Така што секој што учествува на една планинска трка, треба практично да го познава теренот и да се познава себе си, што на кои делови од трката и под какви околности и услови да очекува и колку перформанси може да постигне. Како да го изменаџира ноќта, бидејќи трки над 100 км веќе навлегуваат во ноќта. Како да изменаџира стравот од минимален или максимален, зависи од човекот, значи стравот од самотијата во планински терен, истоштеноста поради долгите километри и ред други работи. Кажете ми, кои се вашите идни планови во однос на проекти и трки за следната сезона? Па, значи, следната сезона исто како и оваа ќе ги повториме трките што ги имаме зацртано во нашата програма, тоа се водно матка, каде што ќе ги задржиме горе-доле дистанците од полумаратон и маратон планински. Ќе најавиме за брзо време мала измена во малата трка. Значи таа трка се одвива на водно и матка и ги посетува некои од најинтересните делови од планината и кањонот. После тоа во мај ни е закажана Охрид трейл, каде што ќе најавиме 3 трки за разлика од минатата каде што имавме 2. Овој пат на негде околу 20 до 30 км, 60 км и 100. После тоа ќе ни следи 10-тото издание јубилејно на Крали Марко Трейлс, тоа е на крајот од септември. Тамо ќе си остане горе-доле истата трка и секако уитната година тоа ќе биде 7-мо издание на Струмина трейл во Штип. Оваа година сега за 2 недели воедно Струмина го има 6-тото издание на 17 ноември, да. Тоа е пократка планинска трка во околината на Штип. Се посетуваат повеќе чешми кои што се од витално значење на градот. Порано биле од огромно значење на градот и на народот. И така една убава можност за дружба и во тој район. Трката е убава за почетници, за оние што сакаат да ги запознаат членовите на Трекс, организацијата, и да се запознаат со самиот спорт, бидејќи 18 километри, нема многу искачување, поминува низ прекрасен предел и секој може за 3-4 часа да ја помине. Имате ли финансиска поддршка за организирање на трките? Ајде кажи. Трките се одржуваат во локалните средини, каде што секако најголем бенефит има локалната заедница, така што во секој регион каде што имаме настан, тој е поддржан од локалната самоуправа. Исто така
неколку државни институции кои го поттикнуваат и поддржуваат туризмот, не поддржуваат. Секако ние конкурираме за разни грантови и конкурси од странски фондации кои што имаат програми каде што младите се вклучени во спортот, односно алтернативниот туризам, активниот туризам е нишка која доправа ја развиваме кај нас.